Назад во студиото на К3 за оние кои што сега ни се приклучуваат. Добро утро уште еднаш. Ова е утринската програма на К3 Нов ден, поточно вториот дел во кој секогаш резервираме место за интересни теми и гости, така и ова утро ќе се дружиме малку со спортот, поточно со атлетскиот клуб од Куманово. По тој повод во нашето студио е неговиот главен тренер Филип Колевски. Филип, ти пожелам добро утро и благодарам што ја прифати поканата веш гости. Благодарам што не поканивте, благодарам и за одвоеното време, енергија и интерес што го покажувате кон нас. Така, секако сосема заслужено, дури би рекол и малку сте застапени оноку колку што можеме да ви искористиме. Интересна е секогаш темата околу вас затоа што постојано сте со активности, било да е надпреварувачки дел од годината или да сте во подготовки, меѓутоа ќе стигнеме и до тој дел. Да почнеме малку од почеток за атлетскиот клуб од Куманово, бидејќи е регионална телевизијата, да ги запознаеме и сите луѓе кои што не се можеби од Куманово, не го знаат малиот историјат од 2012-та, функционирате, меѓутоа сигурно има и претходно нешто, па веќе сподели со нас. Па да, атлетскиот клуб Куманово всушност е многу стар клуб, од 1959-та се за буквално формирањето како клуб, претходно има функционирано како атлетска секција, има богата историја, има во својата историја неколку државни рекордери и меѓународни добри, солидни настапувачи. Од таа генерација што се били многу успешни на југословенско ниво има легувано во репрезентација. Го реактивиравме клубот после одредена пауза. Јас надпреварував за клубот од 1999 до 2006 година. После тоа започнав како тренер со мали дечиња, тие мали дечиња некои веќе пораснаа, пак има други дечиња и се трудевме да едноставно да не сгасне клуб со толкова традиција, во и толков историјат, во уште поголем интензитет и во 2014 година дури кронисавме со најуспешна сезона за атлетски клуб Куманово целиот тој историјат. Да. Ние го одбележавме тој дел со тоа што го следевме и вашето одбележување на тоа признание како најуспешен атлетски клуб во Македонија. Ме интересира дали некако се поклопи тоа, да не кажам возобновување, меѓутоа нова енергија еве со помош на тебе и со председателот со градењето на новата атлетска патека која што ја доби градот Куманово, затоа што неопходни се секако услови за да може да се очекуваат резултати. Да се разбира дека се потребни условите, тешко беше изводливо воопшто да се постигне таков успех клубски барем. Работев како тренери. Пред тоа имавме солидни надпреварувачи, но се разбира за една таква масовност, за една таква организација си потребно, си треба спортски терен и многу забрза тој го помогна тој процес, во градењето и на мачката и на женската екипа, во патот кон првото место во Македонија. Така. Како ја оценуваш ти незиниот квалитет? Таа е половина од она што е регуларната атлетска патека, таа е од 200 метри, придружници се одржани секако се квалитетни. Беше ли доволно за да се привлечат младите, секако преку нивните родители кои што го можеби увиделе потребата од овој спорт? Па, ова се поклопува веќе со вашата најава, како што кажавме, не сме некогаш доволно застапени. Има полно луѓе што не знаат воопшто дека има атлетска патека во Куманово, тоа речи си секојдневно се случува некој да праша има ли нешто така, како и дека постои клуб. Во она моја активност се трудам да покрием што повеќе работи, но велам јас не сум менаџер или не знам маркетинг специјалист, го работам она како тренер, така што не е доволно за застапеноста, дури и знаењето, така што голем број деца не се вклучени во активноста, но се надеваме така со телевизија, со едноставно повеќе информации во медиумскиот етер, дека ќе се подобри таа состојба и дека повеќе луѓе ќе знаат. Одоколу не мора конкретна бројка, ние сега го ги следиме резултатите, бевме и последен пат на тренинг кај вас, тоа се актуелните членови, меѓутоа колку досега помина членови низ клубот, сигурно дека некои израснуваат можеби тој период атлетски живот. Бројката е многу поголема ако ги броиме сите оние деца што повремено тренирале, биле една година или две сезони, посебно во она најмала група на пионери. Така што секојдневно среќам некој што во градот што поминал од кратко време, за жал што се вика, пак ќе кажам, од некој ограничен простор тука од центарот на градот или од Соколанско мало, што едноставно знаат пак за патеката или од овие две училишта тука браќа Милодинци и Крстен, но надвор од таа зона, од тој градски район, тука сме послабо застапени. Има поминато, веќе доста добар број некои се сениори, а голем број од тие деца веќе израснаа и
или се при крајот на средното училиште или веќе се на факултет. Сега со колкава бројка оперирате, оние неупорните кои што останаа, со колку редовно тренираш и се подготвувате за надпреварување? Па имаме сега едно јадро. Јадрото на клубот беше многу поголемо, значи броеше нашата екипа 25, значи во атлетика тука нема ограничување, може да има поголема екипа. Тука беше проблем да се покрие таа екипа, посебно се обезбедат дури на важните работи, значи од тука превоз, мајчки, тренерки, било какви, значи други работи, посебно некојаш кога станува збор, значи за пат за Охрид, значи комплицира за надпреварите. И сега јадрото, значи го смаливме јадрото, оставивме најквалитетни надпреварувачи, тоа се 6 најквалитетни надпреварувачи, што се настапуваат и солидно и во сениорска и во јуниорска конкуренција. И има дечиња што тренираат, значи што се да кажеме на премиум, премиерска до на наша јуниорска екипа, значи што едноставно се тука, но не се изградени надпреварувачи за репрезентација, значи не носат нити поени во тие купови, но во секој случај се некоја си надеж или обнова за некој ден. Ти во неврзан разговор пред некој ден ми спомена дека токму на тој начин ќе пробате да изградите една стратегија, да се концентрирате на тоа што е квалитетно настрана од онаа масовност, за да можете да го извадите максимумот баш од тие неколку имена кои што заслужуваат да им се даде внимание. Во овие неколку години пробавме различни принципи на функционирање, бидејќи атлетика мора да настапуваме како клуб, значи како клубски спорт, веќе како екипен спорт, ние мора да настапуваме со екипа, поголем број надпреварувачи, покорисно да се има заради можност да се донесат повеќе поени, да има клубски подобар пласман. Опериравме веќе пред неколку години, пробавме така и со мал број надпреварувачи, но едноставно се случи да ние освоиме прво, второ место на клубови со голем број надпреварувачи, со освоени да кажеме трето, четврто, значи во севкупен пласман не поминува. И тука губевме, значи едноставно мене ми дојде некоја фрустрација и со атлетската патека, значи го помогнавме тој процес и остваривме прво место, но се дојде до некој си ќорство как пак, зашто не може да одиме натаму, овие поелитни надпреварувачи не може да ги посветиме доволно внимание, не може да ги развиеме, додека од масовноста од клубскиот пласман се погоди, како што споменав неколку пати, една баксозна сезона, да нема никакво финансирање, да целосно се укина тоа финансирање на Агенција за млади и спорт. Едноставно нема никакво фајде од толкова масовност и развивање на спортот, а во исто време страда оној поединечен и успех, или што го кажувам јас, елитниот успех е всушност и најважен успех во спортот, зашто секој овој друг успех е ограничен, регионален, дури на државно ниво, значи е ограничен, не е меѓународен. Најважно е за една држава, значи да има елитен спорт, односно успешен меѓународен спортист или екипи. Тргнавте, значи, доста оптимистички, самоуверено, веројатно сте посветени на сите дисциплини од кога тргнавте, затоа што за сите имате услови, во кои најмногу се истакнаа младите, на кои најмногу посветувате внимание, кои се најинтересни? Во овој краток период е една практично невозможна расширеност на дисциплини постигнавме, како што немаше ни еден клуб во Македонија. Значи, со победи, значи, први место збориме за фрлачки дисциплини, во доминација апсолутна во скокачки дисциплини, најмногу во скокачки дисциплини. До тоа почнавме да го работиме, значи, пред градењето атлетската патека. Со атлетската патека првите 2 години не беше очигледно, но почнавме убава спринтерска школа и сега се даваат плодовите, значи, на таа работа, значи имаме и рекорди, не само први место во спринтерски дисциплини. Ланската година, пример, имавме многу во доминација во скок во височина и во трискок, во таа дисциплина ги имавме сите титули, значи машки, женски, значи збориме 17, 19 и сениорска. И во височина вообичаено тука не јадрото, значи некојаш првите 2-3 надпреварувачи беа од нашиот клуб. Добро, доволно како за почеток, малку ќе одмориме и ќе се запознаеме со дел од членовите на клубот. Оние баш како што спомена ти поистакнатите, затоа што со нив поразговаравме пред некој ден на тренинг, ќе ни кажат дел од нивниот историјат, почетоците во клубот, секако најважните нивни надпреварувања, како и плановите се разбира. Член на атлетски клуб Куманово сум од самиот почеток на овој клуб. Пред тоа бев во атлетски клуб Скок, но потоа преминавме во атлетски клуб Куманово. Овој клуб веќе постои од 2012 година. Сум те прашал и претходно што те натера да тргнеш со овој спорт, што е она кое што можеби одлучи, преварна, дали некое влијание од друга страна или тебе ти се допаѓаш?
Самата од малечка сум изразила желба дека сакам баш со овој спорт да се занимавам и од секогаш ја имам љубовта кон овој спорт. Овде има всушност повеќе спортови, ова е кралица на спортовите, атлетиката. Кои беа твои најзастапени досега дисциплини и на што сега се концентрираш во моментот? До минатата година мои главни дисциплини беа скокачките дисциплини, како скок во височина, скок во далечина и трискок. Понекогаш фрлав и ѓуле. Од минатата година почнав да тренирам диск. Да ни кажеш сега, освен тоа што сега го тренирате напорно, вложувате се што имате, има ли предизвици кои што не се спортски, мора да ги надминете, како некои услови можеби за работа, може да се подобри нешто овде кај вас? Секако секогаш има различни предизвици со кои мора да се соочиме, но сето тоа не прави посилни со самото тоа што го надминува. Тоа сакам да кажам, дали тоа ве мотивира. Сега ќе ни кажеш, знам дека се многу, меѓутоа надпреварувања кои што најмногу ги паметиш, дали поради резултати или поради што било друго на спортски план, каде си бил? Сите надпревари ми се важни и драги. Особено од ова година, најдрага ми ова година, бидејќи веќе ми е последна година како сум јуниор, односно настапувам во категорија до 19 години. Најзначаен надпревар ми беше сега. Настапив во фрлање диск во квалификациите за јуниорскиот куп, каде што успеав да го подобрам државниот рекорд во фрлање диск. Беше и во Азербејџан, да ни пренесеш дел од тоа искуство. Како ти изгледаше сето тоа, навистина можеби на некои светлосни години далеко од нас ниво, меѓутоа какви впечатоци носиш? Баш како професионален атлетичар кој што има можност да настапува со врвни во овој спорт. И сега на крајот за плановите, почна со студиите, меѓутоа не планираш да го остави спортот, затоа и можеби тие се во втор план, вонредни студии имаш запишано. Кажи ни твоја желба каде се гледаш по неколку години и кои ти се планови? Секако моите планови се поврзани се во врска со атлетиката. Таа на прво место од секогаш била и ќе остане. Мои планови за воиднина се повеќе да напредувам и пред се да останам во добро здравје. Јас сум Иван Тимчевски, имам 14 години и веќе тренирам 2 години во атлетскиот клуб Куманово. Ја прашав Матија, ќе те прашам и тебе, 2 години тренираш, што те натера со овој спорт да се занимаваш, знаеме дека се популарни повеќе тука спортови пред се кошарката во вашиот град. Па, мојата сестра Катерина, најстарата ме инспирираше да почнам со овој спорт и така да јас кога почнав, почетоците ми беа многу тешки, бидејќи остварував многу слаби резултати, но со текот на годините и со долго вежбање и почнав да правам резултати кои што се на високо ниво. Кој дисциплина се надпревараш ти? Се надпреварувам 400 метри и 800. Значи тркачки и тоа малку подолгите. Да ни кажеш досега некои позначени надпреварувања кои што си имал, што ти ги паметиш? За мене сите надпреварувања ми се многу драги, така да на секој надпреварувам го давам најдоброто од себе. Напорни ли се тренинзите, да ни кажеш како да се работи со Филип како тренер? Многу ли време бара да одвоиш, сигурно имаш и за учење и други активности? На тренинг секогаш се посветувам колку што можам. Мојот тренер ми ги покажува вежбите и ме мотивира за да продолжам да тренирам и ми укажува на грешките и тоа доведува до резултати. Кои се очекувањата? Следниот викенд настапуваш на јуниорскиот куп. Да ни кажеш што очекуваш? Па очекувам личен резултат како на 400 така и на 800 метри, но сепак 800 метра дисциплина ми е таа ми е позначена и мислам дека на неа би направил личен рекорд. Идни планови, планираш ли да останеш со атлетиката, да се занимаваш во подолг, во перспектива период? Да, планирам да учествувам на некои меѓународни надпревари, секако и да земам медал како и за нашата држава, така и тој медал за мене. Па се зачленив во атлетски клуб Куманово во 2012 година, откако професорот од основното училиште по физичко ме доведе на атлетски надпревар и тогаш мојот сегашен тренер Филип ме покани да
тренирам во атлетскиот клуб и така тоа беше моја одлука. Ти имаше афинитети пред тоа или тој те забележа едноставно дека си материјал кој што може да даде резултат? Па мојот тренер ме всушност забележа, јас воопшто не ни знаев дека постои атлетски клуб. Те представуваат сите и тоа со право, како еден од најнадежните кумановски атлетичари, свесен за тоа, кажи ми бара ли тоа многу откажување и дали имаш време доволно за да му се посветиш на овој спорт кој што многу бара? Па овој спорт бара многу посветеност, бара здрава исхрана, рано легнување, повеќе часови тренинг и додатно мислење дома и тоа е доста напорно. Значи бара сето она кое што денеска еден млад човек многу тешко си го дозволува. Кажи ми дали кон тоа помагаат можеби твоите родители, зашто тоа е навистина нешто кое што треба многу да си посвети. Добивам огромна поддршка од моите родители, а исто така и од моите пријатели добивам и од членовите на атлетскиот клуб. Самото тренирање, дали ти представува сега потреба еден вид кога ќе дојдеш на тренинг да го одработиш она што ти е планирано, дали се чувствуваш како да ти недостига нешто во денот кога нема да мине тренинг? Па чувствувам голема потреба за тренирање кога нема да тренирам неколку дена, почнува да ми се тренира и така сакам да. Ке ни кажеш тогаш баш за тие позначени надпреварувања кои што досега си ги имал? Па во 2013 година бев во Турција, во Истанбул на Илма Сазак, тогаш на 100 метри освоив второ место. И исто така во 2014 бев пак во Турција, во Конија, таму на 300 метри зедов бронзен медал, а на 100 метри четврто место. Сега овде во Македонија толку ни се условите и можностите, потребно ли ти повеќе меѓународни надпреварувања да се пробаш со најквалитетните од другите држави за да можеш да напредуваш? Ова година немав многу меѓународни надпреварувања за моја категорија, така сакам да надпреварувам со други. Сигурно и тоа ти се плановите за воиднина да останеш со атлетиката и да одиш можеби на тие значени квалитетни надпреварувања? Да, тоа е точно. Јас сум Никола Стојановиќ, сум четврта година гимназија. Член на атлетски клуб Куманово од која година? Од 2010 година. А од кога се дружиш со атлетика? Се дружам, значи ви реков веќе значи од тогаш 2010 година почнав во 7 одделение. Претходно се бавев со карате и тогаш во 7 одделение мојот сегашен тренер, тогашен професор ме забележа и ме викна да се малку пробам во детските води. Веднаш ли почна со ова, со која дисциплина со која што сега се занимаваш, да кажеме само дека си скокач во височина? Па да, скок во височина, далечина и трискок. На први почнав само со височина, потоа значи се надовржав со останатите скокачки дисциплини. Скокачки дисциплини, значи специализираш, дали можеби за тоа баш имаше некакви афинитети па те испратија таму или не си се пробал воопшто на тарта? Па не се бев пробал, тогаш всушност немаше атлетска патека, немав некои афинитети, но тренерот забележа некој посебен потенцијал, талент во мене и ме викна да тренирам и со тоа продолжим. Сега од ова временска дистанца сигурно сметаш дека е правилен избор, задоволен си со тоа како се движи твојата кариера до сега? Па би можело се рече дека сум задоволен. Ти уште си млад, дали имаш надпреварувања по кои што досега можеш да кажеш дека си горд надпреварувања на кои што си остварил значени резултати? Па да, можем да кажам, имам значи неколку меѓународни надпревари, меѓу кои меѓународен митинг во Русе, Бугарија, Азербејџан, неколку балкански во Србија, Турција, Бугарија и слично. Вашиот клуб минатата година беше најуспешен во рамки на Македонија, затоа придонесовте сите помалку, да ни кажеш напорно ли да се тренира, задоволство ли може да се тренира овие услови кои што ви прават некогаш предизвици, дали мотивираат повеќе? Се разбира дека мотивира, значи некогаш е навистина напорно, но мотивацијата и задоволството секогаш се тука да не подгурнат кога треба. Да се надеваме дека нема уште долго со ваквите македонски проблеми се занимавате, ќе ги надминете овие рамки, плановите твои дали се поврзани со атлетика, со спорт, уште си во средно училиште, дали потоа кога ќе бидеш на студија, ќе продолжиш со овој спорт? Па би требало да продолжам, не сум искрено
сериозно размислувал за тоа, но никогаш во ниедни планови за еднината не сум исфрел од етиката од значи целосното гледиште. Ете така запознавме дел од членовите на атлетскиот клуб, секако како што кажавме, оние најквалитетните, се дружевме со нив на тренинг. Ова ми даде една идеја повод да те прашам на кој начин всушност доаѓаат и се запознаваат со овој спорт од вашиот клуб. Младите деца од Куманово спомена дека не е толку расширена всушност приказната за атлетиката во Куманово, меѓутоа еве баш овие тешко ли беше да се најде, да се заинтересираат преку родители или преку твои колеги или наставници и професори оди тоа најчесто? Комбинирано сите овие начини што ги кажавте, значи единствено Милан е што забележан да кажеме од професорот од школски спорт, а Матеја беше во првата генерација што започна, значи во 2008, значи дел како и сите други дечиња. Никола го забележа, значи за време на работа како што спомна таму на часот, значи има родители што се јавуваат. Иван дојде, значи како придружба на неговата сестра, значи така што има најразлични начини, значи не е она. Секако дека има уште многу членови кои што се значајни и досега и направиле и резултати и успеси кои што вреди да се споменат. Со нив можеби ќе разговараме во некоја наредна прилика зашто имате бројни активности, се надевам дека со нивните резултати самите ќе се поканат кај нас. Ме интересира, го одбележавме оној значаен настан во вашиот новата историја на вашиот клуб, најуспешен атлетски клуб во рамките на Македонија. Што му донесе тоа на клубот, еве, дали добро или лошо, се смедили нешто во февруари, гостувавте кај нас, се надевавме на некој нов ветар, нов оптимизам, меѓутоа има ли нешто од тоа? Па има сезона еве што буквално ќе ја смениме насоката, значи начинот на кој функционираме, бидејќи во видовме дека не може да се екзистира, значи со масовна екипа, значи не може да се екзистира на таков начин како што беше екипата што дојде до првото место, значи нема финанси за тоа, најдиректно кратко. Да кажем, имаше многу проблеми, значи во смисла на главололка еве на самата таа победа за неочекуваното, нели, наше прво место, како што спомена, значи тогаш и од други клубови и различни начини да се тој процес, да кажеме, не знам, целосно, значи еве да кажеме да се попречи. Значи од поглед на пречки во и приговори и се друго, значи така што беше доста голема главолка, но за жал, значи не дојде воопшто никаква награда. Значи нема валоризација. Да, мислам дека тука пред 8 месеци бевме и имавме виза, значи и младинската и сениорската екипа за настап на Европскиот куп. Од тоа беше далеку, значи треба финансија, тоа се откажавме. Сега, значи оваа година ќе го завршиме, значи така да не зборам пред мене што се вика, но според квалификациите веројатно ќе бидеме, значи први севкупно, но се откажуваме, значи од меѓународни клубски надпревари за да може со меѓународни индивидуални надпреварувачи, значи да постигнеме некој успех, значи да отведеме некои 20-30 атлетичари на некој митинг или да ги подготвиме доволно за нивните настапи што се за репрезентација. Така тоа беше од еден впечаток од минатата сезона и веруваме дека овие неколку елитни надпреварувачи пак ќе постигнат солиден клубски успех со може не е исто што се вика, но пак нема да бидеме како клуб во екипен пласман целосно славни. Да не изгледа дека сега овде ќе се жалиме или ќе наоѓаме изговори, секако дека она кое што треба да сработите вашиот дел е сработен, на база на тоа заслужувате многу повеќе. Меѓутоа каде гледаш еве во ситуација кога наидувате на мало внимание од сите институции, тука не зборуваме општински или државни, каде гледаш можност, можеби приватниот сектор е малку повеќе да се вмеша затоа што секако имаат простор, оние 3% кои што ќе ги одделуваат за данок, тие може да ги вложат во спорт, во комунитарни активности. Дали гледаш можеби тука нешто можност да добиете внимание? Па надежно е. Јас таа информација значи нова, значи мислам дека е како шпекулација. Верувам дека може тоа ќе смени нешто. Не би можел да кажам однапред, значи си треба сериозно, значи водење на екипа, значи
оно што го спомнавме менаџер или реклама мавање на сите тие финанси, тоа беше моја слабост и тоа не успеав да го изработам, значи како еве да кажеме како што и треба да се изработи, се разбира дека ќе треба барем од некои основни работи на тоа поле, бидејќи нема некоја си цврста програма на функционирање и поддршка на елитен спорт, значи на ниедно ниво, дали зборуваме за централното или општинско, секогаш некој процес е од после некако признан индивидуален успех и го славиме, но во патот на градењето нема поддршка, така што единствено, значи со некоја мала помош пак ги требало институциите, зашто континуирано е финансирањето, значи не може да биде инцидентно, така. Или не еднаш месечно. На еден како што споменав, значи еве како и лани пуштаме, значи на европско првенство дечиња што немале меѓународен настап или доволно искуство и тоа не е начин за доволно добро презентирање на нашата држава. Тука треба да се здружат сите сектори, сите, да кажеме, можни фактори што може да придонесат, за да едноставно за репрезентативен државен успех, да државно презентирање да биде посолидно. Да. Неблагодарно е многу да се зборува токму на ова, затоа токму ќе го завршиме тој дел, овие неспортски, така да кажеме, делови или предизвици кои што немаат врска со спортот, дали тебе и помладите ги прашав, ви даваат некаков мотив и наед можеби да проработите за да направите нешто повеќе? Да, ја во секој случај избегнав, значи она да се биде само негативно критички настроен, мислам нема никакво фајде. Полно приказни во светот, значи спортските приказки или она да ги кажеме патот, значи колку оделе, значи сите успешни спортисти сигурно, значи она како што гледам има вистина во тоа што кажува, дека имало полно тешкоти, значи и тоа е едно градење што не, ако доволно добро се нешто импровизира, значи иако не се спречат, значи оние најминимални потребни услови, може барем во овој пат да се ето со поголема волја да се надокнадува, значи со поголема мотивација да се изработат солидно, значи полно работи. Спомена, иако не сакаш да си до толку негативен, спомена и видов дека си самокритичен со тоа што не си одвоил доволно времејата на маркетинг, но меѓутоа одвојуваш премногу време пак на сето друго кое што е спортскиот дел, преку исхрана, преку режим на однесување, нивните други активности во текот на денот се придржуваат ли, има ли, голем ли е делот од учинокот кој што на крајот го имаат, се должи на токму на оваа дисциплина? Да, на тој начин се разликуваме, се надевам, значи се надевам дека и други ќе го почнат тој процес, значи целокупно, значи оној режим на живот, не само на исхрана, значи тоа не е начинот на работа, значи или работиме како за здравје долготрајно, или воопшто не работиме, значи така имаме изграден еден однос. Најголемо, значи тука значење, се разбира посебно кога дечињата беа мали, имаат и родителите и една благодарност до нив, зашто тие го помогна овој процес на сето тоа, значи зашто го сватија сериозно и се потпирам на тоа дека има голем процент на тој успех, зашто без тоа, значи долготрајно невозможно да се постигне успех. Особено како претходно прашање што го спомнавме, кога треба да надокнадиме на нешто, ние сме тука да извадиме од тие работи што може, за да може и да истраеме подолго време, значи тоа е цела превентива од повреди и овозможува едно качување по скалилата на подготвеноста, физичка подготвеност, со една добра исхрана, со режим на спиење, се придржуваат, мошни сериозни се дечиња, значи мошне сериозно се придржуваат, имаме систем на исхрана што го применуваме, значи јас потполно, значи верувам во нив и со нивното однесување, значи со нивниот влог ги постигнуваат овие успеси, тие се свесни. Значи не е она нешто што јас ќе забушавам, а после ќе ми дојде, значи резултатот. Нема лажење, значи во атлетиката се брои, значи секој сантиметар, секоја стотинка, така што ако сака успех, едноставно секој сака да даде се од себе за да биде подобро. Зборувавме токму минатиот пат баш во неврзан разговор за тоа дека иако како колектив се надпреварувате, тие индивидуално мора да го дадат својот максимум, за разлика од другите екипни спортови, овде се оставени на тоа дека самите мора да го дадат најдоброто, ако сакаат да бидат во врвот меѓу победниците, не може да се надева дека некој друг дел од екипата ќе го заврши тоа за нив, најмалку тренерот или кога треба да истрчат и да...
Точно така и Скок во напред. атлетиката секојаш се соочува чисто еден мерлив фактор, дали е тоа време или сантиметри. Значи нема тука, може да биде сезона лоша за некој клуб и може некој друг клуб да киксира или така е, например, сега има послаб младински куп, послаби квалификации, но не едноставно ние одиме на јак индивидуален пласман. Така. Има рекорди што се воопшто во овој процес, ти може да си победник, но резултатот да ти е доста послаб од победникот пред, да кажеме, 6 години. Или ти е послаб од резултатите што се во победниците во други земји, значи во соседни земји, да кажеме, барем оние што се соочуваме, значи од Балкански регион, дори европските земји. Затоа се до тоа го споредуваме, се до тоа е важно и дечињата знаат, значи начинот на кој работиме ние е први, не е важно, значи скалило да си рекордер во Македонија или успешен меѓународен првач, едно скалило е само си прв. Значи тоа го сметаме како само едно почетно скалило, а не како врвен чекол или врвно постигнување. Да. Малку ќе се вратам на режимот, го гледаш ли тоа кај ривалите, кај другите клубови, меѓу другото и тука можеш да ни спомнеш кои се најзначајните атлетски центри во моментов, дали само таму каде што има услови за тоа или некоја традиција во некои градови се одржува и живее без оглед на некои услови? Во секој случај, значи се изградија сега атлетски патеки, значи има многу убава, значи и брза атлетска патека во Охрид. Во Скопје знаеме реновиран стадионот, во Велес се уште таа функционира атлетска патека, сега треба се наводно гради атлетски патеки уште две, но за жал, значи, оние другите помалите центри, значи се доста послаби, па дури во овие поголеми центри, клубовите некои не функционираат барем на ниво на квалитет, на професионалност. Да, како што беше порано. Не знам, значи за тоа се сите некои различни индивидуални причини. Имаше клубови, многу поеки клуби, например, имаше и од Тето клуб, иако има импровизирана, да кажеме, атлетска патека, а Скопје, значи, може би најмногу разочарува во поглед на условите што ги има, значи, и во поглед на масовноста на населението, на популацијата. А за исхраната, значи, првиот дел од вашето прашање, значи, и за режимот на спиење, мислам дека целосно потфрлува тука и голем проблем е може би во сите спорти во Македонија, што недолно се работи од почеток, значи од мали дечиња, кога е најважно што недолно се посветува тоа внимание. Значи тренингот е само стимул, обновата е напредок, значи обновата е сегаш. Значи одморот, спиењето, исхраната, значи ако имаме само стимул, ние едноставно без квалитетна обнова го уништуваме организмот, а на секаде гледаме спортисти дечиња со газирани пијалки, со чипсови, со сендвичи и практично невозможно да се соочиме во квалитет на професионален спорт секаде во светот и таа свесност во Македонија дека спортот е многу јак, значи дека во светот има многу конкуренција, како да е секако многу мала, сите некако како лежерно се однесува. Да. Го спомена младинскиот куп и надпреварувањата. Има ли доволно надпреварување во календарот на кој што може да се одржува формата, да се темпира за и оние малку излегувања, излети кои што ги имате настрана, на тоа ли ја базирате онаа програма што ја правите во текот на годината? Па има голем број надпревари за различни возрастни категории. На некој начин покриваме со надпреварите за темпирање на форма, така што ако некој атлетичар е постар, например, може да го пуштиме во конкуренција за да има надпревар искуство на надпревар што е за помлади, например до 15 години. И има, значи за доволен број надпревари може да се каже дека има во летниот период. Во зимскиот период бидејќи немаме сала, значи тука имаме голем проблем, значи од почетокот од октомври до март, посебно во оние дисциплини кај што потребно, значи надпревари кај што тука се базира, значи оној надпреварувачки ритам, да кажеме, што го губиме целосно. Кај спринтерски, кај скокачки, кај фрлачки дисциплини, тука имаме една празнина, бидејќи има кросеви за овие средни патеки, долги патеки, но ние како да започнуваме едноставно и првиот месец се трудиме да влеземе воопшто во форма. Така што зимовска. Значи трчаат и на студено или во сала работите нешто кондициски? Се работат вежби, да. Но се трча зимовска села, значи се работи на отворено, бидејќи салите се покрити. И имитација е подлогата, значи мора да се излезе на тартан, мора да се стави сплитерка за да се направат полно вежби, а за оние другите што работат нели скокачки, фрлачки дисциплини, се разбира мора да го работат тоа во тие услови, бидејќи во салите нема услови за се, за оние поголемите, за малечките деча не е проблем. Ајде само малку да одвоиме и за нешто актуелно. Место за тој младинскиот куп поминаа квалификациите. Ако не се лажам, престојниот викенд или следниот викенд, всушност, следниот викенд е надпреварувањето.
Па кои се очекувањата за тоа и што позначајно не очекува до крајот на оваа надпреварачка сезона, затоа што септември сигурно привршуваат веројатно надпреварите. Да, па при крај останува само едно пионерско првенство за немладите, он е 2002 после евентуално значи атлетскиот митинг кој што планираме да го држиме, подоста веројатно Да. тоа. А за младинскиот куп, значи не настапивме во да кажеме во она масовност, веќе како што треба да биде во оној квалитет, како што треба да биде, значи имаме проблеми, проблеми од повреди, значи проблеми од едноставно веќе од да не звучи клише сменна генерација, но едноставно како потреба е некогаш да се задржат некои, не целосно време да произведуваме некои атлетичари, секогаш губиме и не може да ни помогнат оние што веќе Сте посветиле внимание и време. Посветиле внимание, после некој премин средно училиште, факултет, Так. некој него може во некој си работа, мора нешто и тука е проблемот, секогаш ние градиме од помалечки што е многу потешко дојде до тој резултати, но верувам дека најмногу нова јадро, дека едноставно со нивните, ако ги повторат успесите од квалификации, дека ќе завршиме како прв. Добро, овој дел од разговорот ќе го завршиме тука, ќе продолжиме со нешто кое што се надам ќе го имаме многу повеќе во следниве години, а тоа е настапи на големата сцена. Нешто такво имавте всушност привилегија да доживеете ова лето, бевте во Азербејџан на првите европски олимписки игри. Еве дел од атмосферата таму, за потоа изворно да ни ја пренесе Филип Курлевски во нашето студио.
Инцидентите кои што ги погледнавме беа повеќе од отворањето, за она што се однесува до надпреварите, ќе ни пренесе малку повеќе Филип, како беше да се биде дел од првите европски олимписки игри, секако дека си беше од подамна, па си ги средил малку впечатоците. Да, беше во со еден збор, таму целосно шоу, бидејќи претходната година бев таму на европско првенство до 17 години, мислев дека веќе сум запознат, последна година одење, беше драстично сменет, уште подобро. И тоа беше ново ниво. Уште поголем шок за мене. Замислите како беше за другите. Олимпиското село беше дупло доволно изградено, стадион имаше нов, иако тој беше нов, овој беше спреман за тоа, на било каков начин на целокупно, беше многу организирано, многу средено, многу љубезни, многу професионално, имаше и едноставно да се биде дел таму од тоа олимписко село е чувство што можеби тешко да го човек срочи да го опише во неколку зборови, но навистина е нешто што е врвот на елитен спорт. И на преварите, на било каков начин таму е дело како еден забрзан спортски тек. Секаде ги гледаш тие спортски екипи од различни спортови влегуваат, во теретана се подготвуваат различни репрезентации, различни спортови и надпревари се одржуваат, постојано распоредот, цело време исполнет, сосема различен начин на функција. Да. Имавме ние доста представници за разлика од Олимписките игри, мислам дека овде нашата експедиција беше побројна, она што го видовме беше само мал дел од неа, некои борачи каратисти, токму со каратето. Мислам дека и најмногу се истакнавме. Атлетската екипа колку членови броеше, ти од Куманова со кого беше? Во едно, на овие Европски олимписки игри беше вклучена, Европскиот куп, трета лига, така што тоа е надпреварување меѓу држави, секоја држава го води своја репрезентација, најдобрите во сите дисциплини, за едноставно има екипно надпреварување меѓу државите. Која држава? Тоа се 3 лиги, ние сме трета лига, првата и втората не беа вклучени. Во Европскиот куп тоа беше најавено, како во календар, бидејќи со повеќе другите главни федерации во Европа, спортските федерации, имаше некои си да кажем разминување во календарите за година две, беа вклучени и некои спортови што вообичаено не се на Олимпијада, како што спомнате, карате и некои други боречки вештини, целта на веројатно домаќините да дојдат што повеќе спортисти. Покрај, ова за Европскиот куп, тоа е само рангирање меѓу држави, но тоа не е некој начин што ти гарантира успех, бидејќи во истата таа држава може да ти надпреварува некој што е европски првак или многу солидни надпреварувачи, така што во тој поглед беше доста квалитетно надпреварувањето. А во поглед на некои други спортови се разбира беа вклучени ето така како промотивно и нема веројатно долготрајно да останат или ќе остана само на Европска олимпијада, на Европскиот олимписки фестивал. Тешко е да се функционира посебно, додека светската олимпијада нема да ги вклучи, барем нема најава, ни 2016, може ни 2020. Задоволен си ти сепак како искуство, она што го видовте таму може ли да мотивира и тоа меѓу другите работи повторно се кога веќе еднаш е видено да се вратите на тоа ниво? Да, мислам дека може да биде многу подобро, како претходно да не забораваме, тука беше Маријан Нојковски и Матеја Ефремовски како атлетичари, од Куманово. Настапите таму се малку поинако од сето друго што смо биле, и на првиот ден, кога настапи и двајцата наши надпреварувачи, на самиот почеток надпревар беше шок можеби за сите надпреварувачи, тие настапија на почетокот, влегување во преполн стадион. И третманот што го добиваат од сите. Да, јас кога влегов, сосема волонтери беше. И она публика, сите тие ефекти со тие факели, со тие огнофрлачи. И верувам дека не беше лесно, дека покрај сето искуство дека имаше трема, верувам дека едноставно треба можеби повеќе такви надпревари и дека тогаш и за таква публика треба да бидеш подготвуван, да дојдеш од надпревар во Македонија директно. Беше шок. Да. Добро, се надевам дека она кое што ќе го проследиме сега во продолжение ќе можете исто така да го искусите во некој дел од вашата кариера или вашите сегашни членови, дечиња кои што ги тренирате, затоа што ќе погледнеме дел од атмосферата од неодамно одржаното атлетско првенство светско кое што се одржа во Пекинг
И затоа збор 2, значи за актуелностите во светот на врвната атлетика со Филип, пред да се одјавиме затоа што немаме уште многу време. Како што кажав, се надеваме дека во иднина ќе следиме што повеќе македонски надпреварувачи и секако можеби и кумановци на ваквите големи надпреварувања, меѓутоа Филип тоа не се случува случајно во никој случај, затоа треба многу работа, многу вложувања финансиски пред се од она што е вложување во време и во енергија и во знаење од ваша страна. Во секој случај, значи, тоа е еден долготраен процес, значи затоа викам изложувањето треба да е континуирано. Некои од овие рекорди еве сега последниот рекорд што се постигна, младински рекорд, значи од Матеја Ефремовска, рекорд што стар 20 години, таа тренира од 2008, значи тој процес е долготрajно градење, тој резултат. И не случајно, значи оваа година се постигнати 9 рекорди за сега што велам, значи како најуспешна сезона. Значи плодовите доаѓаат отпосле, затоа треба помагање, а веќе кога има, значи рекорди, она што не исполнува многу, значи се надевам, значи ќе можеме уште повеќе да ги унапредиме тие резултати, зашто ниеден клуб, значи во Македонија не е на тоа ниво на резултатски постигнување, значи ниеден клуб. Сега да се осврнеме токму на светското, ајде да почнеме од репрезентативно ниво. Ме импресионира мене лично пољаците, меѓутоа има ли некои други кои што ги гледаш ти? Не е тоа изненадување во никој случај, тоа е се за она вложување кое што го збориме, нешто кое што не го очекуваше ти можеби да се случи. Па многу добро забележавте, ми изненадивте, значи за пољаците, значи тоа е она што буквално само оно што прати, би го примитил сето тоа. Имат најдобра стручна школа, значи најдобро во масовно образовани тренери.
значи финансиите воопшто не ги изгубуваат нив, значи, но секој клуб тие завршуваат како четврта, пета нација во Европа. И тоа е благодарение секогаш на нивната стручна работа, значи не е на финансии, значи имаат многу добра стручна работа и најчиста, да кажеме, во поглед на контраверзии, на шпекулации се нација во Европа на секој спорт. Значи нема допинг скандали, нема такви, значи секој чест, значи за тоа што го постигнуваат, имаат изградено добри центри и нивниот успех и мене ме радува најмногу зашто покажува дека еве нешто може да се постигне со стручна работа, но со еден, да кажеме, систем што со декади произведува резултати. Во поглед на квалитет, тоа беше најуспешно светско првенство, значи далеку поуспешно од сите други и веќе еве и како вели сили како што се Русија многу тешко доаѓаат до медали, до екипен пласман. И имаше многу убави, значи надпревари, многу изненадувања и многу блиски, значи резултати, многу блиски резултати. Имаше три борби за медал што завршија идентично, значи имаше решавање во 1000-тинки и делба дури на медали, исти број на 1000-тинки. Значи сето тоа покажува ненормално пораз во атлетиката, иако беше најавно дека ќе се стопираат резултатите, дека е многу строга допинг контрола, дека дури обична храна може да биде контаминирана, дека секој суплемент и дека така се ограничува спортскиот напредок, но еве спортот, значи атлетиката е напред. Тоа ќе те прашав, се тестираат ли веќе со секое следно вакво големо случување границите на човечките можности, затоа што докаде ќе оди еве со брзината, со височината, со далечината, има ли тоа крај, гледаш ли некаде? Порано, значи за кога бев атлетичар, значи полно работи, за полно рекорди мислев и за полно резултати дека ќе стагнираат. Но ограниченоста на моето действување, на моето живење тука како атлетичар веројатно допринесе до тие работи. Во светот не размислуваат така. Јас целосно се шокирав полно пати кога некои резултати се надминуваат, дури рекорди се подобруваат, што мислев дека никогаш воопшто нема, така што сега не би се осмел да кажам ова нема се подобри или ова ќе стагнира. Значи изненадувањето доаѓа секоја година кога најмалку очекуваш, зашто се потпира на индивидуален. Не знаеме што работи некој тренер, некој клуб во некоја држава, во било која јужноамериканска, азијска, северноамериканска земја, значи африканска, европска земја, значи никогаш тоа не може да го предвидиме. Значи резултатите што се постигнуваат се на некое фантастично ниво што е многу тешко да се опише за оние што не се блиску, значи бидејќи во школскиот спорт немаме, да кажеме, тоа да го пренесеме на дечињата, немаме такви, значи атлетски патики и мерење на времење се, не може да замисла дека просечот тотка што е трчал поголем број деца е сега просечот темпо за 42 км, односно за маратон. Тоа се фантастични резултати. И делумно и индивидуални се секогаш овие надпревари, затоа што постојат големи ривалитети меѓу најдобрите. Те изненадали ли некое лично остварување на некого или се беше во рамки на очекувањата? Имаше повеќе изненадување. Се разбира дека имаше и оние потврлување изненадувања. Да, негативни изненадувања. Негативни изненадувања, да, како францускиот скокач што стаплове нешто киксира, можеби најголемото изненадување, доминантен светски рекордер, но тоа е интересното, значи на светското ниво и секогаш има тука тоа што го зборувавме дека секогаш мораш да бидеш најдобар и на врвот на твоите можности. Да бидеш врв и секогаш реша она буквално една стотинка, една реакција, една техничка грешка и тоа е ненормален притисок, значи во атлетиката секогаш си сам. Еден погрешен старт во финале или еден погрешен залет, едно движење во скок во височина или во фрлање може да те чини, значи медал. Секогаш е она како шутирање, да кажеме пенал во фудбал и шутирање на решавачко слободно во кошарка, значи секогаш е решавачко, тоа е ненормален, значи неверојатно ненормален притисок и посебно за тоа полно надпреварувачи, значи чудно е, значи како се носат и континуирано некои, значи имаат добро, значи секогаш значи успех, но секогаш постои опција да потвориш и тука се сите тие гладни, значи и жени за успех сите, значи атлетичарки и неверојатно, значи, но секогаш има квалитет на резултати. Кредицата на спортовите е класика, тука нема што многу да се менува во правилата, во надпреварите, во спортовите, меѓутоа има некои мали нијанси што се менуваат од Меѓународната атлетска федерација, се во поглед на тоа се да биде во корист, нели, на спортот, меѓу другото и оние правила за прв неуспешен старт или за се по ригорозните мерки во поглед на допингот.
Дали гледаш ти дека тоа е направено со добра намера и во добра насока? Па, сега има нов председател на Атлетската федерација кој реши дека, значи, освен тоа што во поглед на строгост ќе гледа на друг начин да се промовира атлетиката. Атлетиката има најригорозна, например, допинг контрола од сите федерации. Има можеби најмногу, значи, правила и строги, значи, придржување, значи, на секој поглед. Значи, се е по тока строг. Биолошки пасош сите тие. Биолошки пасош дури во торбица што одиш смееш тоа да носиш, не смееш ова да носиш, на загревање, контроли, значи неверојатно, значи сето тоа создава притисок. Значи сите детали се строго определени. Биолошкиот пасош е, значи, мерило што и ненадена контрола, значи најголем број на допинг тестови на индивидуално над надпреварувачи се сведени во атлетиката и секош реагираат како поглед ние да го заштитиме спортот, но сега, значи, се разбира дека освен во поглед на она, нели, вежбање на строгост кон атлетичарите, ќе се обидат и на друг начин преку друг вид на менеджмент и маркетинг да се овој спорт, значи, можеби да кажеме да се постави на друг нозе или други нозе или промовира. Да се популаризира. Многу е тешко, значи, во сите тие процедури. Навистина е многу тешко, многу строго на преварите, значи, и во атлетиката навистина се придржуваат на сите тие процедури. Значи невозможно е, значи колку е и они што се жалат сите елитни надпреварувачи, можам да замислам како ги е, значи бидејќи во меѓутоа и тие се дисциплинирани. Да, како ние со нашите настапи, значи, но тоа е начин да се задржи репутација на спортот и во поглед на други спортови може да кажеме дека далеку е, значи немаат таква, значи, контрола, значи немаат такви правила што се вели и нема толку ригорозен третман кон своите спортисти. Како што кажав, уште една се надеваме на што поголемо присуство на Македонија на ваквите случувања. Дотогаш едно нешто кое што ќе го најавиме е тука локално за празникот на градот на 11 октомври се одржува нешто традиционално, докаде организацијата и што оваа година ќе може да следат кумановци. Па и да учествуваат, не само да следат. Да, и да учествуваат, точно. Трета година поред ќе го држиме атлетскиот митинг Кумано, кој 2 години беше меѓународен атлетски митинг, значи имавме гости, значи на преварувачи од други земји, од соседните земји. Ова година, значи, продолжуваме со традицијата, верувам дека пак ќе ни дојдат најавени се пак меѓународни преварувачи. Веројатно, значи, ќе видиме и поголема масовност од она што го спомнавте за сите други рекреативци, имаме рекреативна трка, имаме еден како спектакл трка така е неко нарекувам, прв пат, значи, се одржа во Кумано фамилиарна штафета, значи семејна штафета, 3 пати по 200 метри, значи која лански беше едноставно шлак на сите надпревари, вистина сум горд на сето тоа постигнување и сите тоа го помнат и го прераскажуваат, дури се подготвуваат, значи тоа е надпревар во кој еден родител настапува или двајца родители и едно или две деца, значи тројца надпреварувачи се тркаат, значи 3 на 200 штафета, 3 пати по 200 метри и ќе има, значи, надпревари за оние најмладите, значи и цивани категорија и она школска категорија. Програмата лани беше масовна на 7-8 часа, денеска имавме, значи, размислување претходните денови, ќе пробаме малку подобро може во организацијски дел да ја организираме и сега сме во потрага, значи, по спонзорство, значи по некои си така ресурси за некои си награди или мајички за младите, за да може да биде организацијата на ниво како што беше на претходните 2 години и се надеваме дека пак ќе бидеме добри, значи, домаќини за сите тие клубови од Македонија, за меѓународните надпреварувачи. Во секој случај многу интересно, многу забавно, имаше возбуда, значи, во публиката и од надпреварувачите, сите велат дека тоа е омилен надпревар од година. Во текот на годината, да. Добро, се надевам дека ќе можеме да помогнеме баш во таа насока, во популаризација, промоција, да привлечеме не само надпреварувачи, туку и некои од спонзорите што ги спомна, ќе го најавиме затоа што има време до одржувањето на надпреварот, уште неколку пати, а секако и ќе бидеме дел од ова надпреварување. Се насети благодарам за гостувањето во нов ден, ново утро. Навистина исцрпно објасни ти повеќе теми од атлетиката во Куманово, па еве се задржавме и на некои настани од глобалното ниво. Уште еднаш благодарност за тоа што одвојуваш простор за нас и што сте на располагање сите членови на атлетскиот клуб на К3 телевизија. Благодарам, ми беше задоволство што бев тука кај вас и поздрав од целата екипа и од атлетскиот клуб Куманово. Се надевам дека со вашите резултати и натаму самите ќе се поканувате и ќе бидете дел од нашата програма. Добро кажа, не би можел ништо да додам. Да.
И на вас почитувани гледачи, ќе ви заблагодарам за вниманието со кое што не следевте. Ако ви бевме интересни ова утро, бидете со нас и утре. Исто така имаме утринска програма, бидете со нашата програма и во текот на денот.